Петре Шелегов, Велимир Смилевски, Златко, Мари, Наташа Петровска. Се старо нови имиња од СРСМ, кои се фаворити повторно да трчаат за локалните избори. Голем дел од луѓето на кои Заев ќе им ја даде својата доверба за да бидат официјални кандидати на социјалдемократите за градоначалничките фотели, веќе се познати на јавноста. Но сепак, партијата на Заев има огласи и конкурси за пријавување на лица кои со својата програма може да аплицираат да учествуваат во изборот. Генералниот секретар на партијата Николовски се огласи на Твитер. Биле дека над 500 кандидати веќе се пријавиле на огласите. Дел од аналитичарите пак се децидни. Имињата се знаат, а се објавуваат огласи. Тоа е глумење на демократија. Тоа е принципот на избор на тројца на тендер. Секогаш фаворитот се знае, меѓутоа двојца мора да имаат конкуренција кои за тоа добиваат некаков бенефит, па макар едно мало колаче од трошките или така натаму после свадбата. Значи, демократијата не само што се глуми, туку доживува крешендо и во овој момент мислам дека Вилијам Шекспир може да завиди на сценариото кој се случува во Македонија. И сегашните градоначалници на Прилеп, Киселавода, Ѓорче Петров, ги поднесоа до партијата своите кандидатури. Низ партиските кулуари се шпекулира дека токму тие се фаворити за изборната трка и ударната тупаница на која СРСМ се крсти дека ќе победи на изборите. Јонус вели дека овие имиња се фаворити, оти има уште сделки кои треба да бидат довршени. Поставеноста на играчите на терен во кој што се прават огромни пари не смее да претрпи барем уште еден мандат измени. Тоа е прво. Второ, изборот на градоначалници, дискредитираноста на многумина е доведена до абсурд. Многумина од градоначалничкиот сектор не заслужуваат да бидат применени во кафеана, а камоли во градските совети на кожната фотеља. Голем дел од имињата за кандидати за градоначалници, премиерот Заев кажа дека ќе ги објави кон средината на овој месец.